Почитувана амбасадора на Европската Унија во Република Северна Македонија, почитувана постојана представнички на UNDP во нашата земја, почитуван министер за локална самоуправа Горан Милевски, почитувани министри од владата овде присутни, почитуван председател на ЗЕЛС и градоначалник на градот Скопје, почитувани градоначалници кои што се денеска овде со нас, представници на ЗЕЛС и на локалните самоуправи во Република Северна Македонија, драги гости од општините од пријателските земји кои што се со нас, почитувани представници на медиумите. Заложбата на владата за зајакнување на локалните самоуправи и префрлувањето на дополнителни надлежности од централно на локално ниво е од особена важност кога зборуваме за ефикасна и ефективна поддршка при обезбедувањето услуги и подобрувањето на квалитетот на живот на секој поединец, на секој граѓанин на локално ниво. Владата ги охрабрува и поддржува локалните власти во напорите да допрат до потребите во различни категории на граѓани и да овозможат канализирање, утврдување и адресирање на проблемите преку поттикнување на активно граѓанско учество во носењето на одлуките со фокус на поединецот. Локалните самоуправи се особено важни кога вистински дебатираме и се заложуваме за успешно интегрирање во Европската Унија. И тоа не само како стратегија или документ на лист хартија, туку и како реален импакт за подобар живот на сите во сите општествени нивоа. Ние како влада се заложивме за брзо и ефикасно освојување и имплементација на 17 глобални стратешки цели, кои фаќаат различни аспекти од социјалниот и економскиот живот, од сите економски и социјални сфери, како и животната средина. При тоа, поддршката и стратешкото партнерство со нашите пријатели од Европската Унија и Програмата за развој на Обединетите нации UNDP е од исклучителна важност. И понатаму, со здружени сили ќе работиме споделувајќи исти цели и визии. Владата е цврсто определена да го одржи континуираниот рамномерен регионален развој и квалитетен живот за сите наши граѓани подеднакво во оваа наша убава земја, без разлика дали живеат нашите граѓани во град, во село или мало, некаде по населените места, градовите. Оваа влада го откочи процесот на децентрализацијата и го отвори диалогот за подобрување на системот на локалната самоуправа, зашто е уверена дека нема локален развој и демократија без вистинска и целосна децентрализација на власт. Процесот кој што беше поттикнат со Охридскиот рамковен договор и со уставните амандмани од 2001 година, успешно беше заокружен во 2005 година со пренесувањето на многу суштински надлежности на општините. Ова беше една од нашите успешни приказни, која што беше позитивно оценета и меѓународната заедница. Зборуваа дека ова е најкрупната реформа тогаш во нашата земја. Децентрализацијата на власт беше еден од клучните, суштинските придонеси за обезбедување на кандидатскиот статус на нашата земја за членство во Европската Унија. За жал, токму кога требаше процесот на децентрализација да се развива и постојано да се подобрува, да ги покаже придобивките со развој на општините, демократизација на општеството, порано, целосно, беше тргнат овој процес од дневната агенда и на општините и на централната власт. Наместо рамномерен регионален развој на целата територија на државата, побрз развој на општините и на планските региони, во врвот на агендата беше ставен центарот на главниот град. За сметка на централното градско подрачје во Скопје беа потрошени секако повеќе од 800 милиони евра на нефункционални објекти, целосно беа запоставени општините кои што продуцираа огромни долгови. Новите градоначалници на почетокот на својот мандат се соочија со огромни долгови и нефункционални општини. Владата, свесна за потребите на граѓаните, беше ставена во ситуација да интервенира со 50 милиони евра за санирање на некаде околу 51% од евидентираниот долг на општините. Оваа година, во јуни, владата и ЗЕЛС го отворија диалогот за продлабочување на процесот на децентрализација на власт. Владата и јас како премиер имаме целосно разбирање
на укажувањата од единиците на локална самоуправа за финансиска стабилизација и поголема финансиска независност на единиците на локална самоуправа. Како предизвици беа посочени и функционалноста на противпожарната заштита, процесот на легализација на дивоградбите, потребите од скратување на роковите за донесување на планските документации, поддршката на руралните општини, концентрацијата на капиталните инвестиции и недостатокот на одредени професионални кадри во општинската администрација. Секако, сериозност на дебатата дадоа и фискалната децентрализација со одредени нови проценти, како и пуштање на локално ниво на голем број на институции од централно ниво према општините. Низ диалогот беше укажано дека локалните власти треба да покажат резултат во собирањето на сопствените приходи од локални даноци и такси, особено на данокот на имот, за да може легитимно да бараат нови извори на приходи од централната власт. Во таа насока, денеска можам да соопштам дека средствата за рамномерен регионален развој за 2020 година, само преку Бирото за регионален развој, во однос на 2017 година, се зголемуваат со одлични проценти. Иако во пари тоа е малку, сепак пораката која што сакаме да испратиме заедно со министерот за локална самоуправа е поддршка на локалната самоуправа. Да не зборувам, вие повеќе ќе кажувате за ефектите кои што ги постигаме и преку руралниот развој за општините, за развојот на руралната инфраструктура. На една од последните седмици на владата, конечно ги утврдивме сите чекори и постапки за 35 милиони евра од ТАФ, кои треба да се вложат во карго аеродромот, ќе бидат секако пренаменети за водоводи и канализации, за детски градинки, училишта и така натаму. Средствата за локални и за регионални проекти обезбедуваат и други линиски министерства, како Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство и шумарство преку програмата за рурален развој, Министерството за труд и социјална политика, за образование, култура и така натаму. Во 2020 година имаме зголемување на висината на средствата за детски градинки за 53% повеќе од 2017 година. Тука влегуваат и зголемувањето на платите на вработените, како и сите ново прифатени вработувања, за што во претходниот период средствата ги обезбедуваше самостојно локалната власт. Сега се обезбедени во буџетите од блок дотациите. Почитувани, општините се заедници каде граѓаните блиско комуницираат и соработуваат меѓу себе. Има потреба од отворени врати за соработка со институциите кои што имаат законска обврска да го помогнат нивното секојдневно функционирање. Затоа, клучно е да ги вклучиме граѓаните во носењето на одлуките. Демократијата на крајот на денот е локална. Луѓето се тие кои најдобро знаат што им е потребно. Ако, како одговорни раководители, кои ја добиле често од нив да водат, разговараме со нив, ако ги слушаме, и тие ќе разговараат со нас, и така ќе разбереме што е приоритетно да се направи, што е возможно да се направи и во кои рокови треба тоа да се направи. Јас како премиер и ние како влада се обврзавме да ја зајакнеме децентрализацијата, да овозможиме максимално можен трансфер на надлежности од централно на локално ниво и тоа да го сториме со соодветен трансфер на финансиски средства за нивно извршување. Ги имате целите во вашите програми. Нека ве води мотивот да успеете, затоа што личниот успех е успехот за граѓаните од кои ја добивате довербата да ја водите локалната самоуправа. Граѓаните навистина се нашиот приоритет, тие се наша должност и впрочем и заради тоа постоиме. Потребна е максимална отвореност кон граѓанските здруженија за нивните идеи и предлози. Тие се нашите партнери во креирањето на политиките на сите нивоа. Практикувајте ги исто така и собирите со граѓаните во местните и урбаните заедници. Граѓанските буџетски форуми во времето кога се подготвува општинскиот буџет се потврдија како најдобар начин за нивно учество и за соодветен развој на општините. Секогаш бидете отворени за бизнис секторот во рамките на вашите надлежности и општинските политики помагајте го нивниот развој, а тие ќе вратат со нови работни места и задоволни граѓани покрај дополнително приходи за општините. На крајот,
Секако изразувам благодарност до UNDP и Европската Унија, нашите пријатели од сите други амбасади, кои ни помагаат во демократскиот и локалниот развој, споделувајќи ги несебично со нас европските вредности на децентрализацијата на власт. Благодарам.